Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Сигурно сте слушнале за цар Ахаз во Стариот Завет, запишано во втората книга Летописи, 28 глава, 22 до 23 стих. Таму се вели вака: Ахаз, додека беше во неволја, му стана поневерен на Господ. Таков беше царот Ахаз. Почна да им жртвува на дамаските богови, кои го поразија и мислејќи во себе: кога боговите на арамејските цареви им помагаат ним, ќе им жртвувам, за да ми помогнаат и мене. Но тие им беа на пропаст нему и на сиот Израел. Дали забележувате? Царот Ахаз, кога се најде во неволја, му стана уште поневерен на Господ. Неволите за некого се причина за доближување кон Господ, а за други пак, како Ахаз, оддалечување. Кога тој се најде во мака, се вели, наместо да се сврти кон Господ, тој се сврти да бара помош од боговите на незнабожците. Си помисли дека поразот што го претрпе е резултат на силата на дамаските богови и со тој непромислен чин го презре и го отврли вистинскиот Бог. Бог на Израел, Бог на Вселената, Бог на се. Поуката од овој настан можеме да ја кажеме вака: да внимаваме од кого бараме помош и дали треба по секоја цена да ја бараме само за да имаме здравје, победа, успех и што уште не. Затоа немој во мака и неволја да бараш помош од вражалци, од бајачи и бајачки, од исцелители, така наречени исцелители, од дрвени и метални предмети, од човек кој починал, а потоа го прогласиле за светија, од гледачи, од визионери, од спиритисти, од баби во мало што учат на пагански обичаи и обреди, од астролози и од секакви други појави кои се од иста природа. Зашто сите овие нешта се одвратни на Господ нашиот Бог и се забранети. А зошто го издвоив ова од Библијата? Затоа што нашиот народ, не читајќи ја доволно Библијата и речиси воопшто, се прилепи до секакви суеверија и без многу размислување, потајно или јавно, си ги практикува сите овие паганштини. Како му се одрази сето тоа на Ахаз? Му беше на пропаст нему и на сиот Израел. Затоа, почитуван слушателу, не дозволувај неволјата да те наведе да го заборавиш Господ Бог и да бараш помош на погрешни места, каде што сигурно нема да ја добиеш. Бог ни ветува сигурна помош и тоа проверен во неволја. Библијата во Псалм 46, првиот стих вели: Господ ни е за солниште и тврдина, секогаш проверен помошник во неволја. Амин, Господе.